утро, добро луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, четврток, 21 септември. Денес е Мала Богородица. Денес го прославуваме и раѓањето на Богородица и денес е особено убав ден за сите жени, затоа што денес жените не треба да средуваат по дома, не треба да перат алишта, не треба да извршуваат никакви домашни работни обврски. Но тоа не важи за мажите. Напротив, сосема логично, ако жените не треба да ги прават овие работи, дека тоа треба да го прават во тој случај мажите. И знам сега дека ме мрази целиот машки пол, но еден ден да се сработат овие работи и не е толку тешко. Што значи, всушност, денешниот ден му доаѓа нешто како 8 март. Да. А исто така од тоа како ќе било времето денес, зависело како ќе биде времето во есента и преку зимата. Односно, ако денес сме имале ведро небо, тогаш сонцето ќе ни се смеело и во текот на есента и во текот на зимата. Затоа прво да видиме какво време ќе имаме денес, овој четврток, 21 септември, Мала Богородица. Времето денес ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со слаб до умерен повремено засилен ветер претежно од југозападен правец. Попладне ќе има локална појава на пороен дожд и грмежи, особено во северните и источните делови од земјата. Ништо од позитивната прогноза, што значи вакво време ќе не очекува и во текот на есента и во текот на зимата. Но можеби е погрешна прогнозата затоа што и за минативе денови најавуваат дождови, па немаше дождови. Ајде да видиме какви температури не очекуваат денес. Минималните од 10 до 17, а максималните од 21 до 31 степен. Ништо, сега се разочарав, готово ми пропадна сета надеж во врска со времето. И уште една многу информација за денес на Мала Богородица. Караванот во Македонија во срцете носиме ке патува во Велес. Еве да слушнеме повеќе детали. Иако е четврток, само овој четврток беше исклучок, другиот пат во средите гостуваше. Денес, значи, ќе се одржи, концертот е закажан в четврток на 21 септември со почеток во 20 часот. А ќе се одржи во амфитеатарот во Велешкиот младински парк. Публиката ќе има можност на едно место да ги види и чуе Бојана Скендеровски, Сузана Спасовска, Наум Петрески, Зуица Лазова, Андријана Јанеска, Александар Тарабунов, Огнен Здравковски, Марија Спасовска, Мина Блажев, ДНК, Ламбе Алабаковски и Миле Кузмановски. Да, затоа сум и вака облечена. Да, затоа и ме вратија колегите да ме видите, гледате денес во нови маички сме со знакчето, така што цела емисија всушност ќе ве подсетувам на ова. Што ми остана уште да кажам кои гости ќе ни дојдат денес овде. Гордана Николовска ќе ни присуствува, ќе ни гостува овде во студиото. Гордана е една од организаторките на Скопскиот Визер маратон, а до овој маратон остана уште многу малку време, односно оваа година ќе се одржи на 1 октомври во недела. Освен Гордана, ќе ни гостува и доктор Бојан Трајковски, доктор по општа медицина. Ќе споруваме за сите вируси кои што се и тоа како актуелни периодов, секако како да се заштитиме од нив, а ако веќе ги имаме, како да се справиме со нив. И стандардно знаете 3 теми на кои што ќе дискутираме денес. Накоса само ќе ви ги кажам сега пред вестите, а тоа се проектите кои што се тешки милиарди долари, кои што ги започнува власта на само една година пред изборите. Втората тема ќе ни бидат вчерашните протести на пензионерите, протестите, но и нивните барања. И трето, дали можеби повторно ќе се вратат маските како задолжителни. Тоа се трите теми. Она што сега следува се најновите утрински вести. Погледнете ги, за тоа што од нив произлегуваат и самите теми на кои што подоцна ќе дискутираме. Некоја минутка пред 7 часот време е веќе за вашите јавувања.
Да ги погледнеме само темите кои што ги имаме за денес, ги замолам колегите да ги видиме убаво црно на бело. Темите кои што ние ги одбравме како ете така можеби најактуелни на кои што би дискутирале денес. Дали може да ги видиме темите? А ако не можеме ги видиме, тогаш јас ќе ви ги прочитам. СДСМ и ДУИ се разработеа на една година пред избори, договорија проекти тешки милиарди долари. Тоа е првата тема. Втората, линеарно покачување на пензиите и минимална пензија од 18.000 денари. Протест на пензионерите пред владата. Ова се сушност нивните барања кои што имавме можност да ги слушнеме вчера. И третата тема, се враќа задолжителното носење на заштитни маски во сите здравствени установи. Ова вчера беше препорачано на пресконференцијата која што беше одржана од страна на Комисијата за заразни болести. Ова се трите теми кои што произлегуваат вестите, ги гледате сите, ги следите информативните изданија на Алфа телевизија, така што нема да ви е тешко да искоментирате на нив. Телефонските линии се отворени, броевите ви се добро познати и веќе мислам дека можам да му посакам и добро утро на првиот гледач за ова утро. Добро ви утро, повелете, во програма сте. Добро утро. Ало, добро утро, секој утро искра. Добро утро, Слободанка. Па да ти кажам, најискрено не очекував дека ќе те добијам. Да, нешто порано почнавме денес со јавувањето, уште нема 7 часот, да. Да. Убаво така да ти кажам, ова треба порано да почнувате и плюс овој дел со Андријана да го ставите во некој друг дел, значи некако све нешто мора да смените во програмава. Ќе имаме промени, Слободанка, убаво што ме прашавте, да ви кажам дека од понеделник ќе имаме поинаква концепција на утринската. Јас да им сугерирам, значи, ти са бајле, сега се, нели, денот се намалува. Сега ти са бајле, бадила доаѓаш у 6:25, кога Андријана збору, пола сат ми кажува рецепти, а зошто си дошла у 6:25, кога можеше она да ни го кажеш у 7, нешто тука треба да сменат. Сега, добро, ја да им се умешам у програмава. Си имате право, како муштерија да си кажете, да? Да. И поручек исто така можеше, уместо серијата на барање на гледачите, искрен можеше да те дадат тебе со тие твои гости, да не забавуваш малку. Они ќе ми дадат серија, без везе сите даваат серија, па ајде Алфа серија ќе дава. Околу 4 сата. Тоа е моја сугестија до Алфа, пошто они нели викаат на барање на гледачите, гледачите бараат. Сега да ти кажам за која тема да ти кажам. Јас вчера бев на протест. Дали бевте на протестите? Тоа предпоставував, добро. Да, бев со маж ми бевме на протест, пошто и двајцата имаме мали пензии. И да ти кажам, и да не бевме искрени, сум ти кажала и кога има луѓе болни со посебни потреби. Да, не треба само за своите потреби да се протестира, туку да се поддржат и другите. Јас кога се појавувам, им давам поддршка на сите, така да сега и за ова излегов. И страшно беше, толку бев разочарана, малку бевме од Скопје излезени, значи повеќе бе од надвор. Ова луѓето изнемоштени, патувале по тоа жешкото, тешко, леле, што да ти кажам, поседнале по тоа тротоарот. Ја немав кај да седнам, а ја имам проблем со нозете, не можам да стојам, се движев така. Шално беше, уместо да славиме, што рече таа говорничката, ние застанавме тука да бараме лепче и која наша Југославија, ке се за малку, наша Македонија жална и некој се шета, некој ужива, а ние немаме за леп, за мисли, молим те. Тоа викам вчера 20 истра, јас викам на маж ми, 20, а уште 10 дена имаме 2 пензии за мисли. Мали се, ама 2 се, а за мисли тој ще има 1 пензија. Како живее, што прави тој, дали не може ни у емисија да се јави. Така да, крајно беше безобразно, таа Станка беше една ружна жена, сакам да речам ружна. Знаеш зашто е ружна? Зашто имаше циничен израз на лицето, која кажуваше дека ние се направивме една насмевка толку цинична и толку ме изреволтира, значи нема ружен човек, сите си имаме своја убавина. Јас за неја ќе кажам дека беше таква, зашто видов злоба во лицето, затоа што не покажа ни малку емпатија, бар да кажеше стварно грешиња се, бар еден збор да кажеше, разбираш, нешто да покажеше женава.
така да сум крајно разочарана, ама комплетно од сите, од се сум разочарана. Само ти што си ми тука појавена на емисија, единствена светла точка. Така, поздрав многу искрено, баш ми беше драго што те слушнав. Ви благодарам, Слободанка, и мене ми милоите што ова утро со вас го започнавме. Ајде, добро утро за следниот гледач, повелете, во програма сте. Добро утро, убав ден, среќен ден. Да се надеваме. Така, гледаш од окрит. Па така, јас прво ќе ги поздравам пензионерите, ќе го оправдам нивниот протест, значи, меѓутоа ќе ги критикувам сите кои учествуваат на протести, затоа што ние сме нација која не е организирана. Негдека за 1%, да што се вика, ако нешто недостасува, се ствара револт меѓу луѓето, одма се организираат, трајкуваат и ако не 100% сигурно, но 80% успеваат да го добијат она што го бараат. Додека кај нас, значи ние ќе се молиме, ќе се договараме, ќе правиме што ќе правиме, ма кој ќе дојде денот да се собереме и да го кажеме нашиот револт, нашето незадоволство, ние ќе испаднеме можда не вика 2 до 5%. Никогаш не испаднале, да речем, 60% од граѓаните кои што се незадоволни. Сигурно дека од пензиите не се задоволни на граѓаните, затоа што пензиите во однос на све останато, значи се не дека 60% минимални, со кои што не може луѓето да опстанат. И оно што се бара, минимална пензија 18.000, не може да ги покријат основните трошкови, значи кога ќе земеме, ако четворочлено семејство, да обстојува со 18.000. Меѓутоа, ма оно, па и со 11-12, па не знам како обстануваат луѓето. Тешко. Али за сметка на тоа, ние еднаш мора да сватиме дека значи протестите се потреба и треба да ги има почесто. Затоа што, значи, само ако плаче детето, ќе добие млеко од мајка до дечица, ако не, ништо. Во однос на заштитите маски, што треба да се вратат. Ја ми се чини дека можда е правилно, затоа што веќе некако тој нов вирус притиска. И имаме од недека 6-7 или колку се тамо пациенти кои што се вика во болниците на лекување. Значи, поубаво е сега да почнеме и да ги носиме маските, отколку да ги игнорираме. И мислам дека стварно, значи е време, со време да почнеме и тоа да го работиме. И за првата тема ќе речем за СДС и со моментално се на власт СДС и ДУИ, да речем, нормално е, што ми стекува нивниот владење, бараат начини како да обстојат и да обстанат. Но не само тие, и предходни, сите кои што значи им истекува рокот, сите се трудат да изнајдат нешто, само да не излажат. Меѓутоа, стварно не лажат, ама не знам до кога. Ама ете, и на нив ќе им дојде еден крајот и ќе бидат значи испиркани како што и сите биле испиркани. Благодарам, поздрав. И јас вам ви благодарам, ете трите теми успеавте да ги опфатите за 3 минути. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро ви утро, повелете, во програма сте, ве слушаме. Добро утро. Добро утро, Лјупчо, ќе ве замолам потивко телевизорот. Да го намалив, зашто не се надев дека толку брзо ќе добијам, па дека да видиска да гледам таа темата вие со пензионерите, како да ја вртите ќе има незадоволни, да ти кажам право. И сега сте моментално незадоволни тие со ниски пензии, утре ќе бидат незадоволни тие другите, затоа што на народот не може да му се угоди од причина што секој ќе смисли дека е оштетен. Знаеш, секој има некој Да, но секако на тие со пониските ме потешко отколку на другите, така. Види се, ајде да збориме нешто, некои работи отворено. Ние, пазете, ние сме, ја вчерашен процес. Сакам само да ги прашам кој им го плати превозот за Скопје, ништо повеќе. Тоа ме интересира, бидејќи нели издруженијата на пензионери кај што оваа претседателката ги бойкотирава, нели? Кој им го плати вчера превоз за да дојдат до Скопје? Ништо повеќе не сакам. И бидејќи одма ќе рачистиме работата околу
организацијата, околу причината и се останато. Не понатака не дискутирам, да ти кажам. За оваа втората тема дека сега се разработиле. Па добро са, ајде, ние знаеме дека за овие за автопатите да кажете дека последна година. Ама ова со хидроцентралата па таа веќе подолго време е во процес на обработка тој тендер, тој со Чебрен. Нели колку имало до сега 13 тендери. Втората работа е, не гледам причина што е толку лошо ако се склучи договор за да се гради таа хидроцентрала. Вчера гледам позитивни коментари од луѓе што се разбираат во таа математика, позитивна онако. Сега да, има една група на граѓани во оваа држава што не им одговара да се направи Чебрен, затоа што ќе им цркнат бизнисите нивни со струја, бидејќи хидрострујата произведена е многу поевтина него оваја од фотоволтаици и од јаглен, меѓутоа судбина. Пазете, што мислите, што ќе направат тие граѓани, уште ако се направи Вардарска долина проектот. 17 мини хидроцентрали со една голема... Па тие ќе абортираат од мака. Така, затоа... Па не, Еверче, пазете, за да се разбереме пубаво. Дунавската струја што се работи на хидроцентралите Џердап е негдека 2 евра производствена, може и повеќе, да не карикирам, да не рече дека па многу знам и многу онакво, но србите се плаќаат ефтина струја затоа што тие хидроцентрали од хидропотенцијалот се многу поевтина него да работи тоа од јаглен. Сега ако ги прашате битолчани дали им одговара да се прави Чебрен, ники ви речат па да, битола не труе, па тоа е уништување на околината, загадување на воздухот, а вам усака слушате граѓани, па зашто се правил Чебрен? Па знаете, Рисос живеел на Пелистер, не живеел у Маврово на кај Радика, па ке се уништил Рисот и останати приказни. Така да не ја разбирам причината зашто граѓаните реагираат. Ние сакаме или понатака да бидеме увозно зависни за енергија за струја или сакаме да си имаме своји потенцијали? Или сакаме и понатака да плакаме некој да заработи на нашата мака? Така да преминатата влада остави долгови на наредната влада, така да знаете како е, на муци се јунаци познају. Да, само што ќе беше убаво некои од проектите да се веќе завршени, а не допрва да започнуваат. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро. Добро утро. Ај ќе почнеме од Чебрен. Чебрен уште у 41-а почна тендери да се виткаат околу него, ама никако да почни. Луѓе, вчера тој што бил на власт, загубил власт и го нема. Гледајте денеска што правиме, што ќе јадиме и за утре да мислиме, а не предходните. Предходните зато се вчоч. Како не може овие што не како да речам, што ништо не придонеле за државата да коментираат нешто што не е издржано. Гледате, ова е апла плячка сега на народот на државата, сака да ја заложат, да исперат огромни пари, невидени пари. Зошто ние да не си изградиме сама Чебрен да го изградиме? Не можеме. Грците 300 милиони беше сега, милиарда го направија. Тоа е Чебрен. Чебрен они што поима немаат од животот, што се гребеле цел живот. Не, апсолутно секој има право да коментира, затоа што сето ова си е од народни пари, така што буквално секој граѓанин има право да се окаже своето мислење. Автопатом. Проаѓам често пати кај Тетово. Абе, банкина прават на страна, бе. То ли е за 10 милиони евра километар? Банкина. Срамота и други да поминале па виделе што е. То ли е автопат? Автопат направен шир Атлантичка од 50 сантими десно. Гледам некои валјачиња таму се шетаат. А сигурно таму крстеното 10 милиони километар. Тоа е срамота што се плачка. Сега овие на крају знаат што ги чека. Знаат дека ќе има процеси и то тешки. Оние милиони што се претурани натака навака, па ја жината ќе излези намигдан. Затоа викам, денеска гледате што се прави и утре што ќе дојде, а не вчера што било. Вчера се најадов и толку нема што го изедов. Срамота да се зборува. А што се дезнува за маскиве треба дисциплина, маскиве да се носат. Да има дисциплина, да се заштитиме што може повеќе. Што се однесува за пензионерите. Кој им платил? Ја им платив вчера на пензионерите.
Од цела Македонија ја им платим. За 200-300 динара дошол некој пензионер да протестира, тој во Скопје со голема пензија не излага. Зошто? Да не му се скрши грнето, да му истече гравот. Луѓево, не можам да ги разберам. Треба цел народ да излезе, овие скопјанчиштата не излагаат. Тука е проблемот. Тие кочат цела држава. Од Скопје кои излезат од 700-800 илјади колку сме, нека излезат само 200 илјади луѓе, ќе се смени се она што се бара. Ова се што се случува, од самите нас се случува. Не кадри сме, не знаеме, не можеме, рипаме уморе, а за крадење на прво место сме. Нас ни треба од странство да ни дојдат стручњаци во судството и све да исчештат, да откорнат. Иначе овие само премостуваат, па ќе се поврзуваат, па ќе олабовуваат, па ќе ги помилуваат, па ќе менјаат закончиња, па ќе ги исперат. Ја не знам, ќе ги перат цели сесалишта во Вардар. Иска, неќам поќе да зборувам, само те поздравам. Сосема доволно кажавте по нешто на сите теми. Чиф повика на чекање. Добро ви утро повелете, во програма сте. Поздрав иска до тебе. Поздрав до вас. Да не забораваме тука и Ловица. Тамо негде 12 милиарди се работи за Иловица. До каде е работата не знаеме. Многу работи не знаеме. Се забораја помалку. Тамо 12 милиарди, овде 2 милиарди. Милиарда централава, опа 16 милиарди. А веќе должиме 8 милиарди. Ова значи се турка државата во пропаст. Тоа е чудо невидено. Равно на национално предавство. Посебно со ова централата. Централата е национално предавство на нашите интереси. Нешто приближно како со името. Тој што разбира, знае. Значи, още тоа што порано беше истата фирма 300 милиони имаше понуда за изградба пред 10 години, истава фирма се доби, а сега за милиарда ќе гради. Тамо се работи за еден феномен што го нема другите држави околни. Сега кога почна големо производство на сончева енергија со фотоволтаици, сите држави имаат проблем. Големо производство во период кога не можеш да потрошат струјата. За да ја сочуваш ти треба акумулатори. Тие акумулатори се многу скапи и огромни, неизводливо е. Чебренгалиште е природен феномен кај што природно можеш да ја акумулираш сончевата енергија. Ја произведуваш преку пумпи и враќаш водата назад и потоа, значи, сончевата енергија се ја претвори во воден потенцијал, можеш да произведуваш струја кога сакаш. Тоа го има Македонија. Значи, тоа е нешто што не смееше да се продаде. Второ, не е наша струјата, ќе се купува на берза, 1/3 е наша. Да, е наша, разбирам. Така и за гасната централа Заев даде 200 и кусур милиони во Грција. Ангјушев исто им го продаде на грците бизнисот. Значи, ние енергетски стануваме зависни од грците. И уште една работа има. Водата од езеровост ќе се пушта во Вардар и до таа. Тоа имаше во Југославија закон колку вода како да се пушта во Вардар. Значи на грците им треба вода за Солунското поле. И вчера во една емисија беше кажано дека грчките служби инсистирале одавно овој тендер да го добие грчката држава. Значи сега имаат контрола и на нашите води. Значи, ништо не е случајно. Ова е предавничка влада што предава све што е македонско на сите нивоа во сите области. И затоа уго не ги боли ни за пензионери, ни за вработени, за никого. И едино што ги поддржува е полицијата, затоа полицијата секојаш била со власта. Благодарам и поздрав. Ви благодарам и јас вам на јавувањето, еве како има некој од вас што се навистина и тоа како упатени во проблематиката. Добро утро за следниот гледач, поверете во програма сте. Добро утро.
Еве вака, јас иска ќе кажам 3 збора само. Само ќе ме замолам телевизорот потив колку може бидејќи погласен е од вас, од позадина го слушаме. Да, поред готово. Повелете. Значи, што сакам да кажам? Вчера бев на протестите, јас бев на протестите и покрај тоа што идам на терапија. Значи, бев на терапија и право терапија отидов на протестите. Повеќе имаше од внатрешноста луѓе. Кај се скопјани? Убаво рече пред малку некој. Скопјанишча не нарече, ама може би со право. Баш Скопјанишча. Убаво рече 200.000 сите да излезевме тука. Меѓутоа, колку јас што ги знам, затоа што сум јас секој ден во градов и ги гледам пензионерите, од тие што ги гледам секој ден по пазари, по продавниците, вчера ги немаше таму. Значи, немој случајно да им се олади некоја фотелја или некој столче таму да си пијат кафе и сега се јават тука и ќе кажуваат како треба, како не треба. Сакам да кажам еден збор-два во врска со ова покачувањето. Абе, зошто луѓето се бунат? Како не им е грев да ги гледаат овие со 10 на 12.000, 15.000? Како не им е грев да ги гледаат луѓето како се мачат, а тој ми се јавува и ми кажува па толку платиле, па толку дале. Абе, не платјавме ние, ние што сме со помали пенсии, значи, и тие што се со поголеми. Ние не платјавме толку, определиле, толку давале. Ама сега левот, викаат за сите е ист левот, не е исто за сите левот. Господја, ова што е насликала прешкртана позади тебе, таму што иде, она не отишла да купи леп. Ама кои ќе почнат да го купуваат лебот, тогаш ќе почнат да се удират у прса. Што се случува со држава? Затоа што они таму се исподува од јадење и од пиење. Јас работам во влада порано, знам како е таму. И сакам да кажам дека што се однесува до протестите, додека не станат сите пензионери, ништо нема да направат. Сега, ако добиеме 6%, бомбона ќе биде, бомбона бизнис ќе биде ако добиеме 6%. Колку излегоја луѓе, 10% нема од пензионерите овде. А сите кажуваат вака требало, така требало. И да не зборувам понатаму, ве посакувам убав ден и така. Поздрав. И јас вам многу ви благодарам на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро ви утро, повелете, во програма сте. Ајде, добро утро. Добро утро. Да кажеме за пензионерите нешто. Да си кажеме секако. Абе, пензионерите и они треба да барат 78%. Ние да барат сега 3.500 динара. Како што барат сега овие од судството, од судот, сите да почнат да барат по 78%. А што е ова? Ако се покачува за сите 70%, нека се покачува за сите 78%. Правата е покачена за сите. И треба сите да... Како беше едно општество за сите, така? Па така е, како е ова све. И сега ове некој таму зборе, кој му платил превозот, странно да го вие, странно да го е тоа кој му платил превозот. Па што не му платил овде? Ја не знам дека се застравя тој што зборе такви глупости таму, кој му платил превозот. Па си плаќат сами, кој ќе му плати на пензионерите? Кој ги организира? Самите се организираат. Друго сакам да кажам. Од мака, не од убаво да се организираат, така? Да, греота е таму, што е тоа? Со 12.000 пензија, нека живее он тој таму што теска глупости таму, он голема пензија, зимам нека живее он со тие плат. А не зима 35.000, 40.000 таму. Само да го е, што да збори глупости. Сакам нешто друго да кажам. Гледам Бутел, Дарко праве таму Серава праве коритото го прави. Добро. Да може народот тука да шета убаво. Али да прашам, кај ќе шета тој народ бе таа Серава, смрде бе од фекалии бе. Па нема одводи бе, нема ништо. Овде Кучевишка бара, 5-6 километри до центарот на градот. Нема одвод бе. Од кога? Кога доаѓаа тука за предизборите и Данела, и Дарко, и овој од кај Чучер Сандево, градоначалникот обеќа да се направи нешто. Ништо. Срамота е, бе. Срамота е 21 век да немаме одвод овде вака. Комарци ќе ни изгледат.
Тоа малце нека размислат. Ајде, ќе направи он тамо серва. Ама кој ќе шета по таа серва, тоа смрđава. Друго нема што да кажеме тоа. Ако, ви благодарам, мислам, ако тука се, затоа постојат и медиумите, затоа постојат ваквите емисии да ги подсетите на ветувањата што биле дадени. Добро утро за следниот гледач, повелете, во програма сте. Добро утро. Добро утро. Среќен ден, искрено. Да се надеваме. Што проблемите нема многу среќа, ама многу секој ден искрснуваат по некои проблеми, и то големи. Барем да се решеа едни, па да дојдат други, ама ова само се... А не, оно не се решат тие, ама дојдат и... Ама не, тие не се решат, туку трупат се и други. Сакам само да упатам еден поздрав, синуке, не е важно на која телевизија гледа, пратеничка. Вика, постави прашање за тие што се во затвор од 27 април. Вика, тие се вика тешки дела имат направено. Како не се сраме луѓето да ги обвинуваат тешки дела? Дали окупираа Македонија? Дали ја нападнаа 2001? Дали убие навкарпалат некој запалија или што направија? Улезеа да си ја бранат татковината. А не како ние предавници, 2014, тие се споменици на нашите револуционери, а овие 20 метрачи са на терористи дигнати. Каде е Ванчева да презборе? Затоа ја поздравувам, нека се контролира кого напаѓа. Прво нека си прави контрола на како се изразува. Требе два пати едно почне да зборе, другото го забраве, почне трето. Нека се контролира кого напаѓа. Како не се сраме да вика тешки дела? Кои се тие тешки дела? Убиели некого, нападнали некој, ако не ја отвореше? Еве, Муковски го наградија што отвори вратата, а вие лежата, тие предавници 8 души, тие се тешки дела направиле, а не они чувли го да бранат Македонија. Сега друго, за вработените, за пензионерите. Па тоа од сада сум останаа 300.000 работници на улица. Излажаа ги, земаа ги, земаа ги предпријатата и сподија ги народот на улица. Не и пати осигурување ни здравствено и пензиско, и еви ти го каде се те. И сега не и дават 12.000. Да ги дам на неона да живее со 12.000. Како не се срамат. И за Чевре не ќе кажам, да го поздравам Љупчо. Ние ќе биде независни од Грција, чекаме да ни дадат струја. Премиерот да не е тоа на татко му имањето или парите ги троши ги на народот. Прво треба народот да го праша дали се слага или не се слага. А праќа то помени тука да и плакеме данок. Не и плакеме. И откажеме граѓанска послушност. Дека водево. Нема за пензии, нема за студентите, нема за учениците. За не има 78%. А плюс оно што го јадат, што го трошат со секој ден да се насофрите со дојденците од странство, од меѓународната заедница, вика тука секој ден гост. 20 души, што ќе прават со дезинцинација да оде, премиерот да ги води? Па и тој ќе биде последно веќе, затоа што пагат од власта, тоа и после нема ни даде да ни Америка, ни ништо. Ајде да не зборам многу грешам. Искра, пријатно и фала многу. Ви благодарам. Да, навистина, мислам, никој од нас не е од вчера и сите паметиме како со години некои фирми не уплаќаа придонеси, така што, ете, овие што протестираат не се тие виновни што малку ставиле во касата, затоа што некој друг си ги зел тие пари. Добро утро за следниот гледач, да, имаме време за уште... Лепотица моја, еве со тебе пием кафе, секоја чест за срцето, за мајцата. Сите те носим у срце, биди ни жива и здрава. Искре, ја има среќа последна да добием кај нас денеска е многу убав ден, Мала Богородица. Да, и не сме да се работи по дома, значи максимум тоа кафе што се свариле. Искре, Осоговски горе, куми, убаво, еве спремамо се со моите пријателки, сите ќе идемо, ќе се дружимо, а кој дава пари за автобуси, еве, Искре, добро. Доцни тонот не зборувам, доцни тонот, да. Да, точно. Овој сакаше да ти кажем кој дава пари. Еве денеска нели на Лесново на манастирот од Паланка тие 3 автобуса. Кој ги плати тие 3 автобуса? Еве нема место, сакат и други да идат. Ќе прашувај кој плати. Па секој си има пари по 300 денара, еве, може да ни дават овие од СДСМ, тие све там што се наредиле, све од таму. Ајде да не збори оновај многу тука и да кажува кој ни платил 3 автобуса. Еве сакамо и ние да се упишеме, нема место. Ама имамо си
нели у нашиот манастир, еве поздрав до сите, до Витомир поздрав од Злетово, прошли пут бемо, еве до неговата женичка. Се вика Искре, леле не можем да добием, вика ти вика брзо зборке да ме поздравиш, еве голем поздрав до нега, до сите мои пријатели. А ово Искре за пензионерите, дај Боже 18.000, не сам малко, ја ќе се радуем. Ја не сум научена на многу, јас со 40 години со 8.000 искочиеве дојдо до 14. Па тоа 18 за мене ќе биде бомба, но дали ќе ги дадат? Не, овие големите еве ги што шетат, што идат, дека бе они да можат душат и ни извадат. Ја и прошли пут реко, они кад на пензионерите еве златни деца не ни дава тамо јадење ово оној, та на нас ќе дале пензионерите. Ба вижте ги секој ден по некој умира бе. Мене ми криво искрено ние што дојдат пред пензија, се плаќат, дека идат тие пари. Па право вика Слободанка за ова што се тој, ајде не ми ја да вреѓам и овај што ги цртат, па ќе ги цртат, срамота и греота стварно што прават. Сак да не беа качиле на тие там колку посто, немаше народот толку да се буни. Како за нив има, а за други нема, за сите се дигнаа. Па ќе се дигнат па нормално. Искрен, многу ми е убав овај ден денеска. Има панагија сите нека слават, сите нека се среќни, сите нека ни даде Господ. Оваа дозгоре гледа, што вика мајка ми Керко, он е дна, ние смо многу, он не може да постигне. Али онамо каде е неправдина, планина вика правдина, неправдина со долина, он удара вика, ама џабе кад поштените се пасат, али еден ден све ќе сплива на површина и овие многу да не се ударат на груди, гледамо ги овие седнале, леле, не знам да ти кажем, стварно сликата е кој гледа, што направија од наша златна Македонија, направија го како народот да нема ништо нигде, како да смо ништо работиле, како да смо све седеле, па немаше довој да дојде. Биди ми жива и здрава и се да ми ти биде наубаво животот. Голем поздрав до сите, во Алфа прекрасни сте. Поздрав. Ви благодарам, Славица, на јавувањето. Да, во случај некој сега да се разбудил, можеби не знае точно кој ден е, зошто Славица рече дека е многу убав овој ден, затоа што денес е Мала Богородица. И да подсетиме она што на жените најмногу им одговара, дека денес не треба да раскреваат по куќа, дека не треба да перат алишта, дека воопшто не треба да извршуваат никакви домашни работни обврски. Но мажите смеат. 7 часот и 30 минути, време за најновите утрински вести на Алфа телевизија. Сега да слушаме каква е состојбата на патиштата. За ова состојба редовно дознаваме од вработените од АМСМ. Ова утро ќе ги добиеме информациите од Борче. Борче, добро ви утро, повелете. Добро утро и вам, ви благодарам. Во моментот сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречано, без забрани по осови коловози. Во раните утрински часови интензитетот на сообраќај на патните правци навор од градските средини се уште е умерен. Исто така и на граничните премини од македонска страна не се бележат поголеми задржувања за влез и излез од државата. Известување поред изведување на градежни активности, односно асфалтирање, од 18 до 23 септември во периодот од 8 до 18 часот за сообраќај ќе биде затворена делницата на регионалниот пат Р1102, поточно Велес Градско. Како и сегаш ќе препорачаме внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Внимателно на патните правци, каде веќе полувременски период се изведуваат работи на патот, исто така и на оние делници кои минуваат низ клисурите и засиците, каде има можност од појава на помали одрони. Ова посебно се однесува делниците Катланово, Велес, Маврово, Девар, Струга, Виница, Бирово и Кочани, Делчево. Накратко утринава, тоа се засега од инфоцентарот на АМСМ. За вакви и слични информации, вашите гледачи може да ме добијат на телефонскиот број 15555 или доколку имаат потреба од помош на пат на 196. На сите оние кои патуваат, им посакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. Ви благодарам многу, Борче, од името на нашите гледачи за овие информации. Ние сега си продолжуваме со нашите гледачи на нашите денешни теми. Ако може уште еднаш да ги погледнеме темите. Првата е за проектите, тешки $1,000,000, кои што власта ги договара на една година пред избори. Втората се за сите оние барања кои што ги има вчера пензионерите на протестот и третата
за маските кои што ги подзаборавивме, но еве по се изгледа повторно се враќаат. Сега за сега во здравствените установи. Мислам дека горе-долу за сите подеднакво зборувавме, најмногу мислам дека за пензионерите секако темата, но ќе видиме до крајот која ќе биде тема на денот. Добро утро за следниот гледач, поверите, програма сте. Добро утро, Искра, поздрав за гледачите на Алфа телевизија. Добро ви утро. Па, пензионерите, навистина ги жалам, еднаш во транзиција економски ги сакатија, таа криминална приватизација, после тоа гледате северните гласноговорници ни викат дека за инфлацијата уствари било криво. Значи цените во маркетите се покачуваат и стандардот се нарушува. Зошто? Заради Грујо и заради Скопје 2014. Пазите, од истите луѓе што ни велат да гледаме иднината и Европа, цело време се навраќаат на минатото и на Грујо. Гледате каква маниакална обседност има и обседнатост има со тој човек. Друг пат ќе зборувам зошто е тоа така. Сега пензионерите, вака. Значи, ако немаат што да јадат, што да пијат, нека не се грижат. Еве, оваа власт им дава да јадат ЕУ, да јадат НАТО, да јадат инвестиции, Бехтел, Енка, не знам, бугарите во Устав. Ето тоа ќе јадеме, снимки ќе јадеме, нели во шарената револуција снимки јадевме, убаво ги изедовме, сите снимки, ево, сити сме сега, облечени, најадени, напиени. Абе, навистина жалостно. Трагедијата е што уште потешки времења ги чекаат пензионерите, да не речам идните пензионери. Тоа е, ајде друг пат за тоа ќе зборуваме. Немојте само вие да останете без зборови, ако и вие останете без зборови, мафни е работата. Не, јас како вода сум кој ќе земам да зборам, не знам да заостанам. Околу Чебрен, пазете, 1 милиарда евра ќе плесниме, и то милиарда која ја немаме, ќе ја земиме на кредит, која по 10 години таа милиарда ќе треба да ја вратиме како 2 милиарди евра. И сега следува прашањето зошто? За да бидеме кираџи на своја земја. Односно, ќе бидеме, Македонија ќе има 33% од таа електрана. И утре други ден, видите како е тоа смислено направено. Утре други ден на... Ќе бидеме зависни. Пошто тоа е башка проблем. Тоа е, претходните гледачи доста тоа убаво го објаснаа. Но пазите сега што е штосот. Таа е проверена шема уште од криминалната приватизација. Ќе ве стават како малцински акционер и како вие како малцински акционер не можете да земете профит. Многу едноставно. Цело време фирмата ќе ја доведуваат во загуба, односно книговодствена загуба. Па ќе ви речат, па шахтата се запна, требаше машини да ангажираме, па браната пукнала, интервенција требало, па не знам каналите да се и чистат, ме разбирате? И сето тоа ќе се води како трошок, профит нема да приват, не знам, берзата била ваква, таква, онаква, и на крајот кој ќе дојде за Македонија, па вие купете си од берза струја. А рек Битола ќе се затвори 2030 година. Многу има што да се каже, меѓутоа и тука сме осакатени доста многу. Да, ете после да не се чудат зошто не се радуваме на вакви проекти. Затоа што еве има некои што знаат што ќе се случи. Добро утро за следниот гледач, повелете о програма сте. Добро утро, Македонија, добро утро, Искра. Добро ви утро, Тале. Еве, јас се радувам на проектот, нели, памтиш, патот Велес-Прилеп, што го почна, нели, Бранко Црвентовски, како лидер на СДС и премиер, нели. И тоа беше 1994 година. И по тој пат, ти се возиш така за Охридско чудиште, преку Бабуна, така? И да одиш на Градско ваму, кај Криви Долпова, дупки е по кривиниве. Значи, тие проекти СДС што ги ветува, ги остварува. Патот преку Бабуна, Бранко што го почна, велам, тој постои, ама насам ке Бранко и ке овој од СДС. Тамо некој ступ направија, значи таму колку иде некаде пред 30 години, че вати година, нели, пред 30 години, почнеа пат, а само еден ступ направија.
пругата за Бугарија, истиве овие арамиеве од СДС, уништувачи, ја почнаа кај таа пругата за Бугарија. Над 100 милиони евра се потрошија, се ограбија, ни пруга, ни ништо. И таму само стуби, и таму самосујат. Ај се тие проекти нивни. Така ќе види ова што сега предизбори наводно го почнуваат и ќе го правеле. Ни брана ќе направат, ни автопати ќе направат. Од тие, од СДС, ќе Титова школа удбашка. Тие само знаат да цицат од Македонија и да даваат на други. Порано дава на Белград, таму тие наши пари, милиони, милиарди долари, тогаш тие да ги трошат, тие си градат кај нив, тие да живеат луксузно со наши пари, а ние како македонци бевме колонија, рмбачи бевме тутунари, лозари, што ти не. Сега така исто, сега работиме за други, како нали, окупатори во Македонија, за грци, за бугари, за НАТО работиме. Тоа е, вртикапи, без кичмени. И сега некој тука вика, некој, нели, кој сема 700 евро пензија незаслужено, а полицаец бил кој се јавувал доброволец да чисти клозети, ама да не оди на терен да брани Македонија, а зема плата сега 700 евра како наводен бранител на Македонија. И тој вика, него не му е проблем дека жена плачеше, јадеше лепи сирење, лепи пиперка може таму пред влада. Него не му е жал за таа жена дека живее со мизерни 200 евра пензија. Ова е ненаситен, 700 евра зема пензија, па е кодош душман на Македонија јуда. И се прашува сега, вика овде јавно, без душа, без образ, без слам, пред нас. Од каде парите за што дошле пензионерите во Скопје? Кој му ги дал парите? Абе, тебе кој те почне да видиш јудак цел живот на Македонија, душман на македонски деца, потржувач на убиства, во диво населје, на терористи со кои заев, твојот се сликаше, се гушкаше, а не појде на погреб на тие 8 убиени полицајци да кажи сточувство на тие дечиња нивни кои стана сираци, а заев се сликаше со убици, договорен со тие да направат терористички акции, да го обвина ВМРО како власт и да го руше ВМРО од власт. Како не ти е срам да велиш од кај му биле парите на пензионерите? Ти си и твоите што тие се маченици луѓе, работе по фабрики по година 2, 3, 5 без платен стаж, без плати, без пензијско, без здравствено осигурување. Ви благодарам, Тале, на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро, Искра. Се изначекав 20 минути, шо ти е гајле, нема везе. Денес е Мала Богородица, мене ми е име Марија, па така ми е убаво. Да, и на мајка ми, за жал, почината и беше денес роден ден. Што убаво, све собрано околу овој ден. Све собрано, така. Јас, пензионер, исто пензионер, некој ќе каже и упорно некој што не им одговара, нели, како овци на ливада. Абе, знаете што толку сте делене, абе, не знаете, па за тоа имате толкова пензија, па не знам со. Еве, јас сега ќе ти кажам, со 30 години стаж во катастар, значи, отидов со 11.300 пензија. И кога преку пријател таму еден, ќе имаш убава пензија, замисли, цело време не пријавувале на минимале. Значи, ти прво не знаеш како те пријавува. И оној од Радишани, јас ќе ви кажам и ќе ве опоменам. Значи, он е дежурен на сите телевизии и упорно ги вреѓа сите гледачи што се евува. Значи, тоа го направи вчера, тоа го прави секој ден. Значи, никој не му оспорува и секој си има право на определба за партија, за вера, за било што. Меѓутоа, да ги вреѓа сите, ама да ви кажам, ама ја не знам што да ви кажам, ама ја не знам што да ви кажам, ама овие вакви, ама оние онакви. Значи, пензионерите се тотално уништени. Убаво рече Тале, што направива 92 и 3 година, баш не доби инфаркти заради тоа што го избрка технолошки што го работа. И остана инвалидска пензија, да едва и да преживуваме, да не можеме ни струја ни плата. Сега јас едно нешто друго ќе го рачнам, што е надвор од темата. Ме интересира, зошто струја, вода, парно, телевизија, сите тие работи на нив нема ДДВ.
Хајде се нека ми одговорат овие од владава што зимаат по 2500 евра. Значи за се нешто, за условна послуга, нели, во продавница или било каде имаш, нели, фискалната ја земеш и сега као ДДВ ни враќаат они, по 2 денари, по 1 денар не е важно, а за ваму за струја што платив 5000 и парно сега се очекува ги нема уште, нели. Сакате да кажете не може да скенирате? Па, ама не ти дава ДДВ. Да. На нив немаш, не ти дава сметка за, еве Да. Нели идеш, паѓа, Значи немаш. има ДДВ, но ние немаме можност да скенираме, така? Тоа сакате да кажете? Не знам дали они има ДДВ. Тоа све иде кај нив у буџет. Тоа се све украдени пари. Тоа е што не сакаат да кажат. Таа е сивата економија, а не луѓе од село што дошле, баби и дедовци од некај што застанале на тротоарна земја, што донале една трошка Макдоналдс или пиперче или било што, колку денес да земе 100 денари за да јаде. Не е тоа сива економија, тоа е греф. Како не им е срам, како не им е, не знам јас, ако треба да се вратиме 32 години, значи бестселер, ја не знам колку томови до сега ќе излезе се што имаат направено и уништено, почнувајќи од фабриките за затварање, од војни, од убиства, од Смилковско, од Куманово, од 2001, од сега крадење овие години. Значи, они, не знам, ние, јас и вчера реков, ние неаме, за жал, не знам, нити патриотизам, нити желба ли, не знам, тие сме толку исплашени сега, поготово со ова, нели 27 што беше, и му речеш на човекот како да не одам у затвор, како не. Тоа е што викале на времето, што прави лагата, што прави рајата, ќути. Чим ќути, тепај. Што прави рајата, се буни. Тепај. Ова е сега нашето. Толку искрен, нема што да се збори, значи крај. Мизерија жива. Ова го гледаме 212, плачат, не знам. Пријатно. Многу ми е жал за ова се што ви се има случено. Сакав да ви посакам особено убав ден, затоа што се викате Марија, после ова не знам како да ви посакам, но се надеваме дека постојано велиме дното е допрено, дека овој пат на вистина е дното допрено, што значи дека од се понатаму би требало да биде подобро. Иако звучи како флоскула, знам. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Здраво. Здраво. Па виделате, Џандар кога ќе отиде у пензија еволуира на повисоко ниво, станува подош и шпион. Значи продолжава дале. Сега ве разбрав што кажавте, добро. Да, тоа е еволуција, еволутивен скок. Тоа е успехот. Тука се докаже че колку го обиѓава. Не е битно. Општо се однесе на сите џандари. Тоа е у менталниот склоп, у кодот. Ајде да бидеме коректни полицајци, да ги наречеме, затоа што не можеме никогаш се да ставиме во ист кош, има многу честни луѓе таму и да не би се навредат, така? У време краља џандари ги викале се, што правиме? Па немаме крал, да имавме крал, можеби поина куке беше. Што? Хајде, добро. Иначе би кажал и за оној, малку те гледам, збунета беше Тале што ти објаснуваше за патот Велес Прилеп. Па сега не ги знам сите патишта, така. Тоа е 94-та година Киро и Бранко заедно сечеа лента таму. Преку Богомила. И исто патот што бидна? Еве, се вози со 300 на сат возиме. Само огромни брзини се развиваат со тој пат. Летате преку дупките, а? Не да летаме. Ве катапултираат. Левитираме. Успешно. Така да, тие успешните ги тогаш, 94-та година, они манифестираа и тогаш ја сечеа лентата и за Бугарија. Тогаш секаде околу 400 милиони долари у тоа време извлекоа од тие ММФ и светски банки. Гледам сега пак овој отишол таму на преговарање, дечково од Куманово, со светски банки, значи, ќе се цицаат пари, ама ќе ги плаќаме ти и ја. Па и ни пензии, ни врагови нема да видиме. Да ти кажам најискрено, јас се плашам со пензиите, дека нема ништо да имаме од пензии.
како тргнала работа со овие задолжувања, ништо, значи немаме ништо производство. Му дадоа на Гркот му дадоа бизнис, човеч. Па с краја било да утре тие брани, како што они ветува дека ќе ги направат да не завршат како не у Либија што завршија тие две брани таму, што не ги одржаваа, што не ги. Така ќе завршат и тие брани. Ќе потопат еден куп народ од нека вода ако надлезе. Еве прашање Александрополос, нели беше тој од Муртино? Александрополос, таа плинската централа таму, пола милиарда пари даде. Каде се парите? Ништо не милиарда денари, евра. Така да со нивните разработување ние се гледа како не биде алот. За пензионерите значи линеарка обавезно, ништо друго освен линеарно пресметување и револуција. Третата што беше тема? Третата во споредба со другиве сега веќе никој не споменува маските дека ќе се воведат задолжително во... Маските најголема глупост, нонсенс невиден. Поздрав пријатно. Добро, ви благодарам на јавувањето. Ова беше најкус експресен одговор на некоја тема што сум го слушнала до сега. Добро утро за, мислам, последниот гледач во овој прв блок на јавувања. Повелете, о програма сте. Добро утро. Добро ви утро. Наведната глава сабја не ја сече. Тоа во времето на турците така викале и затоа не испаѓале луѓето за да се борат против турците да ги протерат од тука. И сега пензионерите и за неи важе тоа. Наведната глава сабја не ја сече. Па само 1% да испаднат од пензионерите, а 320.000 ги има, да испаднат 300 до 500 души. Па значи задоволни се со пензиите, не треба да им се покаче, чим не излеват. Значи секој чека друг некој да испадне. Некој што не е пензионер да испадне да им даде подршка. А оно пензионерите стварно ги има многу во голем број што се болни и не можат да издржат таму да бидат, ама да не испаднат 10%, бар 20-30.000 да испаднат, 30.000 да испаднат, 10% од пензионерите, да испаднат само 1%, 300. А тоа е срамно за нии. Значи тоги добри им се пензиите, не треба да им се покаче, пензиите се добри, ако растат, значи исто како лозаерите сега не испаѓат, а имат некои по 50, по 100 декара, еве бервата сега некој да се јавил што нема лич лозие, да ги бара нивните права. Еве јас ќе се јавувам за нив, ќе ги барам нивните права. Секој што е лозар од тиквишијата нек ми даде по 100 евра. Ама наведната глава сабја не ја сече, тоа е кај македонците во крвта влезено. И само подјорган ќе си седе и гледа на телевизорот дали испаднале друзи, дали ги барале неговите права. Ако добијат тие што испаднале, значи и он седејќи подјорган криејќи се како глушец, ќе добие и он, ќе му зголемат пензијата. А за да испадне да го видат таму, не, мене ќе ме видат, може ќе ме ја скинат пензијата, може ќе ме заберат у полиција, може ќе ме малтретират, ќе ме казуват, ќе ме тепат. За тоа вие народ страда. Па нека страда, нека нема да покачат пензијата. Така треба за вие народ. Цените се ниски, треба лебот да биде над 100 денара. Нафтата треба да ја покачат 200-300 денара да биде 1 литар. Па кола до кола е во сет вазух го загадија. Од тоа се вие промени во природата. Затоа катастрофални дожди ви врне. Затоа има многу пожари, затоа има земјотреси. Па кола до кола е. На учашијата кога ќе испаднам, една до една се паркирани. И ако тоа се наплаќа таму за паркен плац, толку многу возила ги има и страдал вие народ, немало од што да живее, немало што да јаде, да пие. Ами зошто коли цело време возат? Зошто по кафичите е пано наму? Значи има вие народ пари, убав живот има за сите и не треба да им се покачува ни пензија, ни ништо. Ма лекови купуел. Ами нека биде здрав, па нека не купуе лекови, нека не троше пари таму за лекови. Кој му е крив? Нека седе под Јорган, нека чека подобри времиња, ќе му донесе самата природа подобри времиња, ако не излезе да се буне. Па нека гласа за нии, ако му е арно. И со српска музика, ако не слушаме, нема да имаме подобро времиња. Тоа е само заблуда кај некои српска музика да не се слуша. Каква треба да слушаме? Турска, кој како сака, шо има, тоа ќе се јаде дома. Ајде да му кажеме и да не јадат чушки. Добро, ви благодарам, гледам дека одите во некој правец каде што може се каже нешто што не треба, впрочем измина
3 минути, 8 часот, време е за рекламите. Само уште еднаш да ве потсетам на гостите кои што потоа ќе ги пречекаме овде во студиото. Прво ќе ни дојде Гордана Николовска, една од организаторките на Скопскиот Визер маратон, кој ова година ќе се одржи на 1 октомври и тоа по 19 пат. А потоа ќе ни дојде и доктор Бојан Трајковски, доктор по општа медицина, ќе зборуваме за сите актуелни вируси кои што постојат. Дури пред некој ден прочитав еден Facebook статус од вирусов и вејите ми паѓаат. Одиме со реклами. Пристигна веќе и нашата гостинка, Гордана Николовска, една од организаторките на Скопскиот Визер маратон. И темата, мислам дека е повеќе од очигледна, ясно е зашто ќе зборуваме. Гордана, добро утро. Добро утро. Ситно се брои до трката, односно на 1 октомври ќе се одржи, но исто така се бројат и годините наназад, 19 пат поред. Па ајде малку да се вратиме прво наназад, со оглед на тоа што имате маратонци кои што кога почнал овој маратон не биле ни родени. Да. Како беше самиот почеток? Првите две изданија на Скопски маратон се одржани 97 и 98 година. Тогаш Атлетски клуб Маđари бил организатор, нормално во поддршка и соработка со Сојуз на спортови на Скопје. Но маратонот е многу захтевна организација, целогодишна и бара високи финансиски средства. Во тој период не можеле да обезбедат и згаснува манифестацијата се до 2007 година. На иницијатива на Ерван Фуере, тогашен евроамбасадор, маратонец, кога прашал тогашниот градоначалник Трифун Костовски кога е маратонот, бил повикан, го повика председателот тогашен Ѓорѓи Кузмановски, председател на Сојуз на спортови на Скопје. Што правиме со маратон во Скопје? Имаме? Немаме. Како да имаме? Нема проблем да имаме, само ако имаме стабилна финансиска конструкција. Така се договорија, тоа беше 2006 година, некаде септември, кога ќе го правиме по повод Денот на Европа. Агенција за млади и спорт, град Скопје и Европска унија од самиот почеток се покровители и низ овие години, како возобновен 17 години, веќе успешно обстојуваме, се развиваме. Тие што беа неродени веќе сега трчаат, имаат одлични резултати и на почетокот ни беше тешко. Учевме од околината, учевме од тоа што сме го научиле на факултет или од искуствата на другите тркачи. Ни се случува пропусти, секоја година ги надминувавме, 2 пати една иста грешка е глупаво да се повтори. Но првата година, како возобновен 2007 година, имавме околу 700 надпреварувачи. Тогаш котизацијата беше бесплатна. Па тоа беше една од грешките, кога свативме дека тие што дојдоа да земат мајци практично и не трчаа. И така свативме дека сериозноста не да настане кога ќе биде регулирана со котизација како што е секаде во свет. Така низ годините растеше бројот. Првата година беше само полумаратон, од следната година ставивме да има трка и маратонска. Нормално, маратон е трка од 42 километри, 195 метри и не може да ја истрча баш секој ако се спрема 3 месеци. Тоа е целогодишна подготовка. Понатака станавме членки на АИМС, значи нашиот маратон е сертифициран. На Визерскопски маратон може да се обезбеди норма за учество на Олимписки игри, квалификации за учество на европски и светски првенства и сме високо позиционирани. Тоа сега да прашам се, преку овој Скопски маратон ја ставивте Македонија на светската мапа. Да. Како изгледа таа мапа и каде точно ни е местото? Какво место имаме, да речеме? Секој главен град мора да има плоштад и маратон. Инаку не е главен град. И река, нели? Инаку не е главен град. Значи, секаде се случуваат маратони. Дури сега и во Македонија, во секој град има некаква трка. Не маратонска, 5-10 километри, полумаратони. И има надпреварувачи кои што си имаат дневни мапи си означуваат во која држава трчале. 3 до 5% се надпреварувачите кои што трчаат за висок пласман.
Сите останати се аматери, рекреативци кои што трчаат за лични резултати, за лични рекорди. Затоа што маратонското трчање меѓу другото и спортска туристичка атракција. Секој еден маратонец во текот на годината си знае каде ќе трча. 2-3 маратони и вика оваа година ќе трчам во Рим, во октомври ќе трчам во Скопје, до година во мај ќе трчам во Белград или каде и да е, нели? И така си се знаат. Маратоните се објавени, има критериум, например, имаат етикети златна, сребрена и бронзена, има во Европската атлетска асоциација и таму има рейтинг, таму имаме 5 звезди. Постојат критериуми, но не секогаш можеме некои услови да ги одржиме, затоа што ние живееме во општество и некои работи не можеме да ги промениме. Но тоа што можеме го правиме максимум, имаме голема поддршка од сите јавни предпријатија, од армија, полицијата на Македонија. Полицијата наша е врвно рангирана во споредба со полиција од други земји. Значи, кога еден американец дојде и рече ваква полиција немам видено, мене ми е толку драго дека имаме одлична полиција. Многу компании, многу универзитети, факултети учествуваат во логистичка поддршка. Не секогаш само учесниците се тие кои што се напред истурени и главните се примат од така учесниците, но околу 1000 луѓе работат позадински за Скопски маратон, Црвен крст, екипи на Да, јас лично го доживувам, верувам дека многу други мои сограѓани како еден од најбавите моменти што се случуваат во текот на годината во Скопје. Мислам дека придонесува за имиџот и еден од ретките моменти кога буквално важи напорулата, стварно е важно да се учествува. Ако не учествуваш во трчањето, тогаш барем да бодриш некако. И некако имам чувство дека и луѓето се насмеани, ведри, поинакви се тој ден. Тој ден има толку енергија, толку емоции, позитивна енергија, да е просто невозможно во останатите 364 дена да има таква солидарност, да има таква поддршка, тркачите сами меѓу себе. Публиката е најпотребна, поготово во оние делови каде што им е најтешко на маратонците. Трета македонска бригада и Теодоси Гологанов во било кој дел од патеката. Аеродром Бисер е пример како се бодри, значи аеродромци се врвни во тој дел таму. Убедена сум дека оваа година ќе имаме многу публика, дека ќе има многу повеќе публика и тоа е еден од обележјата што, например, не е најслаба карика во делот на публиката, ама оваа година ќе имаме на 20 места музички точки, ќе имаме и средношколски бендови, ќе има и диџеи, ќе има и музичари кои што ќе излезат, ќе бодрат долж патеката и јас како Гордана и како дел од организација искрено посакувам да имаат убава трка сите учесници. Ова е нов момент со бендовите, така? До сега, колку што паметам, не знам да имало? Имало, меѓутоа на патека од 42 километри да ставиме и 100 бенда се малку. Така и секоја година се повеќе и повеќе. Имавме една година и радијата се вклучи и тоа беше феноменално, ама короната не врати 10 години назад во секаков аспект. Така да ние оваа година имаме пријавувањето заврши ноќеска. Сега имаме околу уште се работи позадински. Што завршило? Ајде, Гордана, тогаш да видиме колку се пријавени за оваа година. Значи безмалку 11.000 учесници. Предвидувањата беа 9.500-10.000 дека ќе имаме. Се надминавте. По што се може да се каже дека некој маратон е успешен и може ли да се издвои од овие 19 години до сега, да речеме таа година беше најдобро нешто до сега? За мене 2019 беше најдобра затоа што имавме најмногу публика, имавме најголем број на учесници. Маратонот како маратон се издвојува по тоа дали е добар или не, каква има патека, каква има логистика, водени станици, брза помош, освежителни станици, покривање на телевизија, телевизиско покривање. Дали има колку странци, земји е нас оваа година има 54. Тоа е малку или многу во споредба со другите години? Ние секогаш сме биле тога 52-3, од 46 до 56 до 60. 2019 имавме најголем број, 12.500 учесници. Таа година пред короната тешко се враќа. Јас мислев 2025 дека ќе стигнеме, но известно е дека следната година порано ќе стигнеме короната. И тоа е секаде во свет, не е само кај нас. Скопје има идеална рамна патека и по тоа се издвојуваме.
Скопје има идеална рамна патека што е супер за надпреварувачите. Нема брда, мостови да ги качуваат, кои што, например, сигурно ќе влие на нивниот резултат, а на крајот атлетиката се мери на резултат на време. И тука е идеално оние елитни надпреварувачи кои што доаѓаат од Кенија, од Етиопија, од Мароко, и од Европа, да постигнат одличен резултат. Сега низ годиниве, драго ни е кога ќе дојдат врвни елитни надпреварувачи, ама ние имаме наши врвни елитни надпреварувачи низ годините, не само рекреативното трчање да се развие, туку Македонија е сериозна закана за регионот со наши звучни имиња. И во машка и во женска конкуренција Дарио Ивановски предничи пред сите, и кога на меѓународни маратони во Белград Дарио Ивановски седми влегува. Значи прв од регионот, после Кенија и Етиопија кои што се генетски предиспонирани да бидат лесни и да трчаат брзо. Дарио Ивановски е балкански шампион во полумаратон. И на Турција да ја згази. Тоа е неверојатно дете и мене ми е огромна радост и гордост кога низ скопски маратони, низ другите трки се како резултат се јавил Дарио, Адријана, Кираџиеви. Значи тоа се имиња кои што се развиле не поради скопски маратон, ама сме им помогнале и тие нас паралелно да растеме. Ајде Гордан, не останува за жал уште неколку минутки. 1 октомври, почеток во 8 часот наутро од предсобрание. 3 трки, така? 4. Да, првата трка, значи едниот старт... И современо се сите? Да. Едниот старт е маратон, полумаратон, штафета, тие стартуваат од кај градска болница се редат и стартуваат под улица Македонија, а трката 5 километри се редат од рекорд и трчаат во правец кон Кисела вода. Мапата е објавена на веб страната. Сите информации можете да ги најдете на веб страната на нашите социјални мрежи. Од 8 часот до 13:30 сообраќајот ќе биде затворен. Молам за трпение и оваа година. Една година на вистина можеме да се стрпиме еден ден во годината. Да. И повик волонтери кој не може да трча, ни требаат волонтери, ни треба публика. Повелете, придружете се и се надевам дека ќе имаме најубаво издание 2023. Значи за учество веќе е доцна, за волонтери може се уште да се пријават, така? Да, има линкови на нашите социјални мрежи на веб страната. Секоја помош на тркачите, 3000 странци ќе бидат тука. Причината зашто ќе се вратат е за волонтерите и за публиката. Многу благодарам, Гордана. Посакувам многу успех, секако дека ќе дојдеме, ќе бодриме сите и еве оваа година нека биде уште поуспешна од 2019-та и така да продолжиме понатаму. 8 часот и 30 минути, време е за најновите утрински вести на Алфа телевизија. Во меѓувреме, за време на вестите веќе стигне нашиот втор гостин, тоа веќе ви го најавив, доктор Бојан Трајковски, кој што е доктор по општа медицина, вработен во приватната здравствена установа Медика Вера. Добро утро. Добро утро, докторе. Со оглед на тоа што вие работите во домашна посета и секојдневно, буквално секојдневно сте во домовите на пациентите, ајде да почнеме од самите нив. Каков период од годината е ова за нив? Со што во периодов се сочуваат, односно на што најмногу се жалат, што ги мачи? Па не карактеристично за овој период од годината, особено време наназад, месеци неколку наназад, летниот период, гледаме некои промени кои што традиционално не ги гледаме во овој период од годината. Најчесто периодов гледавме некои високи температури, промени во однос на таа општа состојба кај пациентите, каде што имавме промени кои тие ги нагласува како општа амалаксаност, болки по коските, по телото и едни некарактеристични респираторни патологии кои што за овој период од годината, време години наназад не се случувале. Нормално стомачните вирози се тука присутни со оглед на летните одмори, со оглед на промената на температурата, промената на климатските услови, нормално местоположбата, храната, водата. Тоа е нешто што традиционално го гледаме и го знаеме, меѓутоа респираторните симптоми бе една патологија која што не изненади особено многу, како мене, кој што покрај домашната посета имам и своји матични пациенти. На што се должи тоа? Имате некоја предпоставка, некој сознание? Сознанијата се дека ковидот не е заминат и дека се е тука присутен и
многу често го гледаме како патологија за време на нашите прегледи, со тоа што единствената разлика од претходно и сега, еве минатото лето и ова сега, што многу помалку се тестира, па ние можеме само да предпоставуваме и да сметаме дека можеби е ковид или можеби не е ковид. Најчесто тестирањето е тоа кое што ни дава конечна дијагноза. Нормално пациентите и оправдано би рекол негдека се скептични кога станува збор веќе за ковидот заради сите ситуации кои што се случува, меѓутоа е тука присутен и еден од оние причинители на таа респираторна патологија покрај оние класични и традиционални инфлуенца вируси кои што особено за овој временски период почеток на септември, октомври, ноември веќе ќе бидат оние главни причинители на тие респираторни, дали тоа се горно или долно респираторните гори. Денес со оглед на тоа што и тоа како е топло времето, имаме се уште чувство дека е лето и на сите нам ни е се уште рано за сето она што е присутно на есен, да речеме. Таа промена која што се случува со времето и со климата ќе биде промена која што и подот снежно во текот на наредните години, па и годините кои што следат 10 на 20, 30 години согласно сите научни студии, ќе ни прави комплетна промена во однос на оно што некогаш била клиничка слика за пациенти, она што ќе понатака ќе го гледаме. Верувајте, нас како лекари не изненадуваат голем дел од симптомите, меѓутоа сепак збориме за живи организми, вирусите се особено присутни, бактериите се исто така присутни со оглед на почетокот на школската година, ќе гледаме екстремен зголемен процент на болни и пораз кој што и традиционално се случува во овој временски период со оглед и на грената сезона која што оди. Така да искрено веќе ништо не ни изненадува од кога помина ковидот, само се надеваме дека нема да видиме нешто посериозно во однос на ова што го гледавме до сега. И вирусната патологија ќе биде присутна, ќе мутира, ќе гледаме промени кои што за жал ќе делуваат особено многу и ќе предизвикуваат колку пат на имунитет, толку и подот снежна реакција во одредена ситуација, многу посериозна реакција од страна на организмот, односно од страна на имуниот систем на човекот. Тоа ќе биде проследено со различен тип на симптоматологија, со различен тип на тегоби, меѓутоа не би сакал да апелирам за страв и за паника, туку едноставно на предпазливост, на внимание, на соодветно имуно бустирање, би рекол, соодветна исхрана, соодветен сон, сето тоа би било еден начин да ние одговориме соодветно на оние предизвици кои што би ни ги предизвикале вирусите или бактериите во оваа ситуација. Сакам да прашам сега за најмладите. Сведоци сме дека некои класови буквално се преполовени, варираат симптомите, се жалат на различни работи децата, некои на температура, грло, стомак, главоболка, што е на нас возрастните ни е чудно за мали деца да се жал. Како да постапат родители? Дали веднаш при кој било од овие симптоми да појдат на доктор, за кој да почекаат, што да превземат? Еден од советите кои што најчесто ги даваме е дека одењето на лекар веднаш е најчесто грешка од еден аспект, заради тоа што кога пациент ќе дојде во амбуланта и ќе ти рече имам температура пред 3 часа, 5 сата, синоќа, е многу тешко да дијагностицирате било што. Температурата ја земав како примарен симптом, иако не секогаш е примарен симптом, најчесто е примарен симптом заради тоа што телото реагира со во овој период временски она што гледавме со релативно висока температура, експлозивна температура до 39,5. Во делот на симптоматологијата гледаме испреплетени симптоми покрај таа главоболка која што не сме ја гледале години наназад, сега ја гледаме и е интензивна, меѓутоа најчесто не збориме за екстремна главоболка како резултат на одреден тип на воспаление, туку најверојатно збориме за промена во предел фронтално, односно во пределот на синусите со оглед на активните синузити и акутните синузити кои што ги гледаме. Дали се тоа бактериски предизвикани или вирусно предизвикани, не е толку битно. Меѓутоа гледаме и гастроинтестиналните гоби кои што се почесто, меѓутоа се испреплетени како резултат на временските непогоди, односно тоа константно патување временскиот период наназад со оглед на летните одмори. А во однос на младите, едноставно нивното присуство и постепеното мешање со нивните врсници и константното активирање во школа ќе ни донесе, како што нагласив и претходно, пораст на бројот на заболените, ќе гледаме симптоматологија која што е испреплетена со оглед на тоа што збориме за различни имуни системи, збориме за различен тип на индивидуи со различен тип на реакција кон вирусната или бактеријската инфекција и сето тоа нормално доведува до одреден типи на мутации и на симптоми кои што се некарактеристични. Би предложил на пациентите, односно во ситуацијава на родителите, бидејќи
конкретно за нив прашавте, да оставите простор барем 2 до 3 дена да ја реално видиме клиничката слика, да се развие клиничката слика, па макар условно кажано, народски кажано, гориме од температура 2 до 3 дена, значи да малку оставиме да се влоши, простор, па не да се влоши, меѓутоа не би рекол така, би рекол едноставно да оставите простор да кога ќе дојде пациентот во амбуланта, да веднаш да имам знаете што да диагностицирам. Понатака има соодветни диагностички методи кои што согласно клиничката слика ние би ги примениле. Дали е тоа крвна слика, рентген, понатамошни испитувања, меѓутоа оставете простор, не ги полните веднаш амбулантите затоа што и ние не знаеме, буквално не гаташ кога ќе дојде пациентот, мора да имаш нешто што ќе го диагностицираш. Последен пат кога ми гостувавте овде беше во тек на пандемијата за ковид. Сега да ве прашам како стоиме сега, каква е состојбата со ковидот? Единствената разлика од тогаш и сега е што тогаш се збореше за ковид, сега не се збори за ковид. Ние збориме во нашите внатрешни кругови, ковид има, ковид е присутен, ковид имаше секогаш и ковид ќе има и понатака. Зошто го кажам тоа? Заради тоа што таков тип на вирусно заболување, пандемиско пред се случува еднаш во 100-200 години и која ќе биде присутно, за среќа ние успеавме да го доведеме во еден тип на редовно заболување, нешто слично како инфлуенцата. Успеавме ли, бидејќи тогаш тоа беше надежта? Еден ден ќе дојде да биде сезонска. Видете, според сето она што го гледаме на секојдневно ниво, мислам дека успеавме во намерата и во тоа да го доведеме до такво ниво, со оглед на големиот број на заболувања, за жал големиот број на смртни случаи и за среќа големиот број на вакцинации кои што се случија, успеавме да го доведеме до едно ниво каде што може да збориме дека е сезонско заболување. Меѓутоа тоа не значи дека ние треба да го земеме здраво за готово, со оглед на тоа што, ајде да кажеме, на 1 од 10 пациенти би требало да предизвика сериозна симптоматологија, која што симптоматологија понатака би предизвикала, ајде, ќе трнеме смртта на страна, би ги споменале сериозните компликации кои што за жал и во моментов како пост-ковид или оној условно кажано дол-ковид или лонг-ковид синдром ги гледаме секојдневно во клиниките, голем дел од специјалистите се жалат на неможност за диагностицирање на одреден тип на симптоми и од каде тие симптоми потекнуваат, а физички гледаме дека пациентот е здрав. Во регионот, рече сте земји, особено во Србија, доста се гласи на таа тема, се појавил новиот сој наречен ерис. Што знаеме за него? Она што го гледаме согласно пракса, верувам дека и кај нас е присутен, иако не се до крај доиспитуваат. И тоа ми беше другото прашање. Не е возможно во целиот регион да има, кај нас да нема. Да правиме ние соодветни класификации на вирусите, иако само мал дел од лабораториите во Скопје може да диагностицираат за каков тип на варијанта или подваријанта збориме. Во принцип, ајде да кажеме, главоболка што ја спомнувате, нешто што може да го забележиме како еден симптом. Меѓутоа, еден од најкарактеристичните симптоми е таа експлозивна болка која што се јавува во предел на сили мускули, цело тело, каде што секој ковчете боли. Да, пациентите се жалат на енормни болки кои што буквално не се смируваат со речиси никаков тип на аналгетик, па потребни се и некои други додатоци од тип на мускулни релаксанти и слично. Меѓутоа, тоа е еден процес кој што во принцип би требало да помине ден, 2, 3 додека имуниот одговор на телото се стабилизира и да едноставно телото се стабилизира. Така да без паники, освен ако нели речеме дека станува збор за нешто што гледаме дека не се стабилизира после 2 до 3 дена, тогаш веќе апсолутно треба да се реагира со посериозна терапија која што би се дала согласно диагностичките процедури кои што ги гледам. Сега ми е јасен тој статусот, го кажав утрово, имаше пред некој на Facebook, од ова вирусов дури веќе паѓаат од болка. Така нешто значи. Ако парафразираме, би звучело нешто така, апсолутно. Вчера знаете сигурно дека излезе и Комисијата за заразни болести со нови препораки. Една од нив е повторно задолжително да се носат маските во здравствените установи. Предпоставувам дека се согласувате со такво нешто, без разлика ковид, не ковид, таму ще дадат болни луѓе. Јас би се согласил со делот на задолжителното носење на маска особено во институции не мора за ковид да е така. Според мене, кој ќе се вратам наназад години како сме работеле без маска, се случувало 3 до 4 пати во текот на годината инфлуенца, ротавируси да поминувате со оглед на немањето практика да носиме маски. Маските кој сака може да објаснува, се сепак еден тип на заштитна бариера, дали е тоа 100% нормално не е, меѓутоа ако двајца
пациентот и лекарот носат маска, апсолутно заштитата е многу поголема од оно што реално е во просторијата. Да, бара постојано проветрување дали е тоа ковид или не е ковид, со цел да имаме соодветна заштита и во таа просторија ако имаме константно присуство на пациенти. Меѓутоа, носењето на маски е нешто кое што би го препорачали во нормални услови, што за жал не е практика, барем не на Балканот, колку што гледам, можеби Европа има некои други правила, најверојатно има. А во однос на она што се препораки од Комисијата за заразни болести, би се согласили, буквално сметам дека би требало да се донесат час поскоро на крајот од денот, па еден пациент да заштитиме, ние сепак сме спасили живот. Во врска со ревакцинацијата? Па искрено до крај не би се согласил, тоа е малце посоодветна студија која што би требало да се направи со оглед на тоа што голем дел од пациентите веќе се заразија и веќе заболеа. Некои по неколку пати. Би се согласил за вакцинацијата, односно за ревакцинацијата на хронично болните, заради тоа што сепак најсоодветниот начин за некаков тип на имунен одговор е таа ревакцинација, односно тоа вакцинирање кое што го гледавме, без разлика што имаме за жал антиваксери е така познато, јас сепак верувам на медицина базирана на докази и она што го гледаме е дека апсолутно да не беше вакцинацијата, ние немаше да имаме ваков, ајде, не е брз, меѓутоа е соодветно брз крај на пандемијата која што сепак одзема доста човечки животи. Јас видам само како сме со времето, дали ќе имаме време за некој гледач, доколку имаме, имаме можност за еден гледач само да вклучиме доколку има некој прашање. Она што допрва ни предстои, тоа е грипот, но наскоро би требало да започне и вакцинирањето против грип. Ако се е како што треба и ако функционираат институциите, верувам дека би требало. Во принцип за вакцинацијата за грип најчесто не сме имале проблем, не може да се пожалиме. Здравствените власти за тоа биле одговорни и секогаш имало соодветен број на вакцини, можеби недоволен за да во прв факт реагираме, меѓутоа ме радува фактот дека од година во година тој интерес, особено за вакцините за грип меѓу повозрасната популација, за кој што и најчесто е намената, апсолутно се зголемува и гледаме доста потреба за таа вакцинација на годишно ниво која што се случува. Доколку имаме гледач да го впуштиме во програма, да го вклучиме. Добро јутро, повелете во програма сте? Ало. Ало, добро утро. Добро утро, искрено само да намалам тонот на телевизорот. Случајно упаднав кога рековте гледа да се јави, а би сакала да поставам прашање на докторот. Јас боледувам од Паркинсова болест, хронично, значи. Како би можела да се заштитам? Оваа пандемија првата се заштити хубаво. Секој сабајле пијам сок од лимон, со малку вода и повеќе јадам овоштие. Многу јадам овоштие, да кажам. Сега би сакала да ме понасочите по-правилно како би требало да постапам. Вакцината ја имам примено и дале не знам што. Сосема јасно, мислам дека тоа се воопшто и препораки кои што секој еден би требало да ги примени, тоа е. Апсолутно се придржува до сето она што го даваме како препораки. Во принцип, кога збориме за имунитет со оглед на нејзиното прашање и кога збориме за соодветен имунен одговор, најчесто би требало да разговараме за соодветна исхрана и соодветен сон. Под соодветната исхрана тука нормално подразбира овошје, зеленчу, која што би требало да биде најчесто конзумирана и секако од течности, вода, природни чаеви, таков тип на течности, јогуртот е соодветно добар, козјото млеко можам да го препорачам како еден од најсоодветните извори на минерали и витамини. Со оглед на она што го кажа, си тера на соодветна патека, вакцинацијата е спомна соодветен избор направила жената. Паркинсонизмот сам по себе ќе си носи одредени потешкоти, меѓутоа верувам дека многу повеќе знаат колку што би знаел јас со оглед на нејзината активна состојба, така да нека продолжи во таа насока во која што се наоѓа жената. Јас многу ви благодарам на ова ваше гостување, некако малце ми посмиривте, искрено да ви кажам. Таа е целта да малку посоодветно посмирувачки делуваме за да не дигаме паники оно што нема потреба. Кога беше за паники ги дигавме и тие. Секако дека вие треба да продолжите со вашата работа, ве чекаат вашите пациенти. Нам ни останува да ги следиме овие инструкции, совети, препораки што вие и вашите колеги ни ги давате. Благодарам на поканата и ми е драго што се повеќе се обрнува внимание на здравјето и на начинот на кој што ние треба да го сочуваме здравјето, нешто што години назад пред ковидот не беше случај.
Здраво е да се слуша и убава музика, особено македонска традиционална музика. Затоа поразговаравме со двајца од учесниците од караванот Македонија во срцете носиме. Ивана разговараше со Наум Петрески, со Андреј од ДНК. Јас само да подсетам дека вечерва овој караван гостува во Велес со почеток од 20 часот. Ова утро ви го најавуваме третиот поред концерт од концертниот караван насловен Македонија во срцете носиме. По големата публика која што беше присутна на концертите во Штип и Битола, токму вечерва велешани ќе имаат можност да уживаат во концертниот караван Македонија во срцете носиме. На моја огромна чест и задоволство, ова утро ќе разговарам со Андреј од ДНК и со Наум Петрески, со кој што заедно ќе ви го најавиме концертот кој што ќе се случува вечерва. Најпрво ќе посакам добро и убаво утро и на двајцата. Наум, еве ќе почнеме од тебе. Повозрастните нели имаат предност секогаш. Колку сте задоволни од тоа како помина изминатите два концерти во Штип и во Битола? Па можам да кажам дека не очекував толку посетеност, бидејќи со оглед на ситуација што се дешава дневно политичка. Не е баш нешто за многу за концерти, меѓутоа има голем одзив. И пријатно сум изненаден од тој факт дека има се помлади што доаѓаат на овие настапи. Јас очекував популација да биде повозрасна, меѓутоа гледам многу млади и многу ми е мило тоа што се буди националното чувство меѓу младите. Да, Андреј, ова не е ваша прва соработка, нели, со Наум. Имавме можност да го видиме во вашата претходна песна, но како еве вие, како музичари кои што прават хип-хоп и R&B музика, се пронајдовте во една ваква преработка на македонска традиционална изворна музика и заедно, нели, во соработката со Наум на Послушајте патриоти? Добро, да, како што кажа, па впрочем, токму тука е сниман, ако утре ме нема. Тука имаше една голема маса со убаво друштво. Се разбира, начело со кралот на народната песна Наум. Инаку ние сме блиски пријатели, се дружиме често и доаѓаме тука кај Шинтерете да поминеме некој убав период, да нели поразговараме и така натаму. Инаку многу убаво го прифативме целиот овој проект, посебно песната со Наум. Одамна ни е тој проект во глава, меѓутоа сега се погоди некако ете баш за ова, да кажем, погода да снимиме оваа песна. Послушајте патриоти, една многу убава стара баш патриотска песна и како што кажа Наум, многу сме изненадени од посетеноста на плоштадите во Штип и во Битол, имаше премногу народ и ова е еден добар концепт како еве посебно ние помладиве и посебно ние што немаме допирни точки со народната песна да доближиме народната песна до помладата популација. Имаше стварно добра интеракција и на многу од луѓето им се допаја, дури многу пријатели и луѓе ни пишуваат дека впрочем би ги наежила песната, бидејќи интересна комбинација од нашите вокали, мојот и на Панчо заедно со Наум, така да супер искочи секако целина. Наум е познат, нели, по народната песна, тоа е по она што, нели, тој си го работи, но еве можеби размислувате ли веќе за некоја следна соработка и преработка на некоја од другите македонски изворни песни? Може би не од македонските изворни песни, меѓутоа дефинитивно планираме на соработка со Наум и тоа во сосема обратен стил од она што вие сте навикнати него да го слушате, а тоа е некоја, така да кажем, некој добар моќен рок, така да тоа можеше публиката го види на нашиот концерт, он ја испеа неговата омилена песна, може да кажем, од нас Стојам сам. Како ја викна, се стресе цела Борис Трајковски и многу луѓе се изненадија дека впрочем он е роден и за таков тип на музика, доколку нели сака може да го испее тоа безпрекорно добро и ете имаме план да направиме нешто интересно кога соработка повторно. Стојам сам и сега јас ти признавам дека без тебе не можам да живеам.
Тоа значи дека наскоро можеби ќе ви го сменати правецот на пеење во музиката? Мене ми е правецот всаден уште од мали нозе, значи јас сум пораснен во најубавото време на рокот, ствари. Почнав да слушам музика многу мал, почнав да свирам многу мал и гитара и армоника. Самок, нормално, тоаш немаше никој да те научи. Така да пораснав со Deep Purple, пораснав со Beatles, пораснав со Елвис Пресли, пораснав со Бело дугме од нашата бивша Југославија, Здравко Чолич, Парни Ваљак. Така да рокот мене не ми е стран и секој пат го слушам во слободно време. Вечерва во 20 часот е почетокот на третиот поред концерт од концертниот караван во Велес, во амфитеатарот. Што ќе може да очекува публиката во Велес, Велешани и сите оние кои што ќе имаат можност нели вечерва да пристигнат во Велес и да бидат дел од овој концерт? Па бидејќи јас ја пеам баш песната за химната на Велес, Болен ми лежи миле поп Јорданов. Очекувам Велес да биде према првите назнаки Штипи Битола, мислам дека Велес ќе биде нешто спектакуларно. Андреј, ќе ни откриеш ли некоја интересна ситуација? Еве, имавте можност веќе 2 концерти да поминат, вечерва и третиот. Како си поминувате вие музичарите, сите заедно, да ни откриеш некоја интересна ситуација за време на подготовките? Па, можем да кажем, од овие 2 минати, да кажем, настани во Битола и во Штип е прилично интересно патешествието, пошто се собираме на една точка и тргаме 2 комбиња, околу 2-13 изведувачи, меѓу кои и Зуица, и Миле Кузмановски, не знам, Адријана Јанеска, и има интересни моменти у самите комбиња додека трае патешествието, има доста смење, доста зезање, сториња, нели, такви работи. А што е до самите настапи, конкретно за мене, па можам да кажам до негде и за Панчо ни е интересно чувството дека нели треба да искочиш пред толку голема број на публики и да отпееш народна песна, а ние не сме навикнати да гестикулираме на народна музика. Како науме тука да и го гледаме, наум го пратиме он како да кажам дзенза, како се мрда и тука некако му се приклопуваме и ние. И прилично е, верувам дека од другата страна, од страната публиката интересна таа спојка која не гледа, он тако висок, крупен, ние малечки двајцата. Така да као појава сигурно интересно изгледаме и најбитното од се е што гледаме во луѓе во една убава, да кажем, на нота на патриотизам, реагираат на песните, ги пеат буквално од прва до последна, што значи дека на некој начин уште е жива онаа страст за љубовта кон татковината и тоа најубаво можеме ние од згора да го видиме. Така да тоа ни исполнува најмногу. Така, наум да ни откриеш ти нешто во врска со еве кога ја снимавте песната, сите оние проби во студио претходно и сите подготовки пред да излезе нели официјалната верзија. Јас да кажам што врска со тоа нема проби, наум влага еднаш пеја и искача. Толку беше да работи, пробите се за нас, да, ние по неколку пати, он влага еднаш пее и толку е, нема. Вистината? Че се работи за песна која беше омилена на дедо ми, Наум Петревски, сениор. Тој секој пат ја нарачуваше оваа песна и уште од мал ја научив на хармоника да ја свирам и вечито само таа ми ја бараше. Иначе дедо беше роден во Белград 21 година и поминал доста и војни и ситуации и таму беше некако стално со насолзени очи ја слушаш. И баш ми е мерак што ја направивме во ваков стил како што сега звучи моќно. Дали тоа значи дека со врски ја добивте и ја одбравте песната која што ќе пеете? Чисто испадна по наша ингеренција, додуше. Меѓутоа, песна како песна има многу преголема тежина. А со таа тежина па и одговорност да се отпее како што треба.
Дали може накратко гледачите на Добро утро секој утро со на рефренот на Послушајте патриоти ова утро да ги поканиме на концертот кој што се случува вечерва во Велес? Апсолутно може, кај ние пееме и од Сабајле. Послушајте патриоти, да ви кажам словото, на Ѓурѓовден бев затворен, црни темни задани. Мислам дека е доволно и тоа како ова причина за вечерва сите вие кои што имате можност да отидете во Велес и да бидете на третиот поред концерт од концертниот караван насловен Македонија во срцете носиме. Почетокот е во 20 часот, а во продолжение, почитувани гледачи, ќе имате можност да ја слушнете токму преработката на Наум Петревски и дуото ДНК на Послушајте патриоти. Сите овие многу повеќе ќе може да слушнат сите оние кои што вечерва ќе го посетат концертот во Велес. Ние имаме уште малку време до крајот на емисијата. Не се фокусиравме на, не одбравме ни една тема, со оглед на тоа што повеќето од вас зборуваа помалку и на трите теми. Затоа еве едно кусо подсетување пред да го вклучиме следниот гледач. Првата тема за проектите тешки милиарди долари, кои што ги договара власта една година пред изборите. Второто се барањата кои што ги изнесоа на протестот пензионерите и третата тема за маските кои што повторно ќе се воведат како задолжителни сега во здравствените установи. Ајде, добро утро за следниот гледач, повелете во програма се. Сте, повелете. Во програма сум? Да, добро ви утро. Вака. Прво да кажеме за владеечката гарнитура сегашна. Велите дека ги избегнува некои работи. Јас не мислам дека е така. Него се раскара за парите и она пропагандата дека со индијанците амерички македонците склучиле договор за богатството. Малку смешно ќе ви стои, но вистина е тоа. И така, ова сега што го зборам, него се иритирам, но како лаик зборев јас некои работи, за да ги ставиме луѓе во ред, ама не сакат. Значи, толку за тие сделки што ги прават автопатите и браните, него да се обрнам повеќе на луѓево што немаат пари. Еве зошто немаат пари. Пари ќе испечатиме, ќе им дадеме пари. Не е проблем тоа. Но кој ќе работи? Седиш ти во студио, другиот седи таму, третиот таму и никој не сака да работи. А вака кој ќе? Имавме
контакт со телефоните со овие што ни дават работа преку заводот, ќе ни каже оди да работиш. Ама вака немаме работа. И го поканувам еден на Канал 5 што се јави. Јас сум слепо лице кој не гледа. Да ќе му го дадам телефонот и нека ако слуша, нека го запише телефонот, мојот број, еве јавно ќе го дадам на секого. Мојот број е 078 659 910 и се викам Илија. И јас не викам овде, туку викам тука по македонски. Јас сум тука. Ама многу луѓето ги раштркавте за собирање на пари, преку документи, таа администрација веќе не знае што сака. Коли, па хеликоптери да им дадеме да се возат, да летат од озгора и да ги гледат луѓето ситни, толку мали, како да не постојат. И што ќе јадат? Па тоа е за срамот. Зборев многу работи. Еве, те прашувам тебе како водител. Имаш осигурање ти? Да. Така? Да. Се јавува кој емисија немаат осигурање. Како тоа немаат осигурање? Порано, ќе идеш на лекар, ќе те опора и ќе те пушти. Не те прашува ни за пари, за ништо. Сега дај пари па да влезеш. Тука има една многу опасна работа. Што се случува кај нас. И затоа кога викам ќе направам куќа или зграда на светлината како денот се раѓа, инженерите прашуваат како ќе го направам. Ќе го направам. Како што ви пред за мобилното биро. И овие сега работи што ви се случуваат, ви се удира како бумеранг, зашто не ги слушате лаиците преку вашите монитори, зашто вие седите од другата страна, а ние седиме од другата страна. Ви благодарам, Илија, на ова ваше јавување. Ви посакувам секое добро. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, Здравко. Искра, ќе ве замолам од Алфа телевизија од сега за понатаму да не го слушам тоа, уште малку има време за јавување на гледачите. Мислам дека е потребно дека јавување во наше е скратено и покрај не баш добро јавување, али едно добро јавување е доста значајно. Треба за нашите јавување на гледачите да ни дајте појке време. Уж најмалку уште еден час, па дури и 2 часа, и ќе си имате гледаност, и мислам и со некој убаво јавување може би ќе се развие тој патриотизам, што го немаме, што ни фали. Мислам, ме сватите. А да кажам, моја врска со Македонијава наша. Македонската состојба е страшно хаотична. Силно обезличена. Македонија не личи на Македонија. Символи на криминалот насекаде, од невистинско работење, од работење грабализам. Толку голем со кои се уништуваат македонските обајни, богатства. На лошите дејанија, реакција вистинска, здрава, голема, немаме досега. Така, 30 на години. Денес сме 2023. Се праша, зошто љубов немаме ко највредното, најважното, татковината? Зошто сме во лудост од лични интереси? Од лични интереси губиме Македонија, бре луѓе. Ваков срам, самоуништувачки никаде во светот нема. Благодарам. Ви благодарам и јас, Здравко, на јавувањето, но само да додадам дека имаме 2 емисии контактни со јавувања за гледачи и еве конкретно денес дури со гледачите започнавме и пред 7 часот, дури ги сврливме и прилозите кои што ги имавме порано за најава на темите, се со цел да имаме повеќе време за јавувањата.
Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро, почитувана Искра. Добро ви утро. Поздрав до вас, како и секојаш и до вашите колеги, и да повторам уште еднушка кон вашата широко града телевизија Алфа. Би сакал да зборувам за пензиите, Искра. Секако? Да ви кажам право, многу сум разочаран од тие пензионери кои имаат поголеми пензии. Да речем, ако некој пензионер има 30.000, 40.000 и уште жена му ако му зема 20.000 и не му треба ни Европа, ни ништо, никој не му треба. Меѓутоа тие не испаѓаат фер. Не можат да ја разберат маката на сиромашкиот тие истите. Јас сега би се прашал зошто се противат кон линеарното зголемување на пензиите. Па нека биде тоа, да речеме, една привремена корекција, па понатака одиме со некој процент. Макар да имам забелешки и на тоа што тие што имаат големи пензии се повикуваат на нивното некогашно давање на пари во текот на работењето, значи во фондот. Јас ги прашувам ни вака, со исучок на тие што приватно работеле и уплаќале. Јас вака ги прашувам нив, што имаат големи пензии. Дали тие прво ги заслужиле работните места кај што работеле? Или биле вработени по линија на непотизам? Биле измислувани работни места за нив? Па тие во тоа време не ги заслужувале ни парите што ги земале, а не каму ли да имаат право за фондо да плаќаат само. Значи, што правиме со некој раководител или директор, ако ја уништил фирмата, ама тотално ја уништил фирмата, сега има добра пензија и леле мори мајко, уште се повикува на тоа дека тој уплатувал. Со што тие допринеле да се зголеми општествениот производ со нивното работење? Со ништо, со лези лебу да те јадам. Се извинувам на тие што на вистина подлеле имаат големи пензии, како што се да речеме овие приватниве. Говорете тука. Исто така има и некој од администрацијата што заслужено ги земале платите, но повеќето тие уравниловки што ги земаат платите и на крајот од краиштата, зашто да не се солидарни сега малку? Треба да тоа го кажува современиот менталитет на македонецот. Абе, со кого во стание ќе креваме, господице, не знам како да речам. Благодарам и пријатно. И јас ви благодарам и пријатно, да, не само што ја споменувате солидарноста на пензионерите со пензионерите, туку и сите останати кои што не сме пензионери, да не забораваме дека еден ден ќе станеме пензионери, и ако не чекаат вакви пензии, искрено не знам дали сакаме да одиме во пензија. Тоа беше се за денес. Ви благодарам на сите кои што бевте дел од оваа емисија. Останете со програмата на Алфа телевизија, следуваат најновите вести.